како што знаеме, нели Бадник е највеселиот и најубавиот ден во годината. По тој повод весници на Христовото раѓање се дечињата, кои сме навикнати да ги гледаме во црквата и низ улиците на нашиот град, носејќи ја пештерата во која се родил Христос и носејќи ги звездичките која ја символизира Вифлеемската звезда, која го покажува патот на мудреците каде е пештерата и пејќи ја песната Вечниот Бог. Поради ковид ситуацијата во целиот свет, оваа година Бадниковата поврка нема да се одржи, меѓутоа планираме настан во центарот на градот, за кој благовремено ќе ви известиме каква ќе биде организацијата. Меѓутоа, мисијата на целата оваа организација и овој пат, како и претходната година, е со хуманитарен карактер, така да имаме поставено кутии за донации на неколку пунктови, да ги наречам, како што се Јард, потоа Версус, во самиот објект на галерија, близу пештерата каде што е поставена, потоа во Спортикум, бутик за спортска опрема и Импала агенција, туристичка агенција, така да сите граѓани може да донираат во тие кутии. Што повеќе донираме, толку ќе имаме поуспешна организација и ќе израдуваме едно од семејство кое е социјално загрозено на ниво на нашата општина, нели каде што и вие ќе не следите и сето тоа граѓаните ќе им биде достапно да видат каде се донирани сите тие пари. Така да за настанот сме во преговори со градоначалникот и општинскиот совет на Куманово, да се одбива на 6-ти, за кој ќе ви дадеме дополнително информации. Нека не следат граѓаните на нашата Facebook страница Бадникови поврки Куманово. Сакам да изразам огромна благодарност за сите луѓе кои учествуваа во изработката на пештерата, која е денеска поставена. Сите граѓани ги повикувам да дојдат да ја видат. Самата пештера ќе биде изложена и на градскиот плоштад на ден на настанот, каде што дополнително нели ќе можат сите да ја доживеат таа магија на самата пештера. Изразувам голема благодарност, таа е дело на нашиот истакнат и познат уметник и вајар Мирослав Величковски, кој учествува на многу колонии, добро познат на кумановската јавност. Исто така да се заблагодариме на организацијата Крепост, кои се ни поддршка во секој момент, автошкола Тим, Призма, Нико Бои и Лакови, и мислам дека и сите други граѓани кои што дадоа придонес за една ваква убава пештера да има и нашиот град.